Пушењето цигари покрај тоа што сите знаат дека влијае штетно на здравјето на човекот и представува причина за појава на многу заболувања. Се почесто го имаме не само кој повозрастните, туку и кај младите. Оттаму се поставува прашањето: како да се намали бројот на пушачи? Стручните лица велат дека законот за забрана за пушење во затворени простории кој што се донесе пред неколку години е доста ефективен, а исто така и поскапувањето на цигари е една од превентивните мерки за намалување на пушење на цигари, особено кај младите лица, со цел да се укаже на штетното влијание кое го има тутунот врз човековото здравје и да се намали бројот на пушачи. Во Битола, во Центарот за јавно здравје, веќе неколку години работи бесплатно советувалиште за откажување од пушење на цигари. Оттаму вела дека она што загрижува е тоа што расте бројот на млади лица кои пушат цигари. Голем е бројот и на мали деца кои веќе многу рано почнуваат со пушењето. Целта на нашето советувалиште е да ги повикуваме сите оние кои сакаат, кои имаат желба, кои мислат дека може да се одвикнат од пушењето. При тоа посебно обрнуваме внимание на учениците во средните училишта, каде ги посетуваме, држиме едукативни предавања, здравствено-воспитни предавања и им кажуваме, имаме мапа, ја презентираме каде се наоѓа центарот и кога може да го посети. Процесот на откажување од пушење цигари вклучува серија на предавања, а потоа и редовни контроли од страна на стручен и обучен тим, кои ја следат состојбата на пациентот. Едукацијата започнува со групна терапија, после тоа секој поединец доколку донесе самоволна одлука дека сака да прекине со пушењето на цигари, се продолжува со индивидуална терапија. Почнуваме со тестот, го пополнуваат тестот и кажуваме степенот на зависност, никотинска зависност. Потоа им кажуваме дека ние ќе отвориме дневник историја за нив и ќе ги следиме подолго време. Во колку се спремни тие да отпочнат, треба точно да кажат кога. Почнувам од утре или почнувам за една недела, значи точно да се одреди и ги мотивираме. Му кажуваме кои се бенефитите ако се откажат, кои се бенефитите ако штетни дејства ако не се откажат. Значи ние ги упатуваме да си водат дневник, да си размислат зошто би се откажале од пушењето, да си водат, да направат дома ги враќаме, да напишат зошто би се откажале од пушењето, а зошто не би се откажале. Потоа со исто тоа разговараме да ги елиминираме тие зошто да не се откажат од пушењето. Посетата во советувалиштето предвидено е да трае најмалку една година. Првиот месец се оди на контрола на секој 15 дена. До трети месец се оди еднаш месечно, па потоа на 6, 9 и 12 месец. Па кога ќе заврши годината, ако граѓанинот престанел да пуши, се смета дека веќе е бивши пушач.